И кандидатката за градоначалник на општина Центар, Наташа Котлар, во реклама која што беше објавена на официјалната страница на ВМРО ДПМН, зборува за загадувањето, изнесувајќи тврдење дека Скопје е најзагаден град во Европа. Скопје е најзагаден град во Европа. Затоа ветувам дрворед на секоја улица и зелени оази наместо бетон. Погледнете сега како изгледа тоа. Дека ова тврдење е невистинито, изнесовме доволно статистички податоци во претходниот дел од оваа епизода, кои јасно укажуваат дека аерозагадувањето во главниот град во последниве години се намалува. Дополнително, според сајтот IQR, неколку часа по изјавата на Котлар, 6 европски градови биле позагадени од Скопје: Сараево, Амстердам, Загреб, Познањ, Киев и Краков. Според истиот сајт, Скопје е на 380-тото место на листата најзагадени градови во светот во 2020 година, а на 16-то место во Европа истата година. Едно е тоа што се зборува во кампања, а друго се фактите и реалноста. Зачудувачки, кандидатката Котлар, за да ја испрати оваа невистинита порака и да вети нови дрвореди и борба против бетонизација на градот, одбра локација позната кај граѓаните по бруталното задушување на протестот на паркобраните со полиција, пошто следеше уништување на паркови, дрвореди и бетонизација спроведена токму од партијата чисто кандидат е таа. Што да се каже после сето ова? Граѓаните и јавноста бараат и заслужуваат повеќе зеленило и почист воздух, но не заслужуваат невистини и манипулации, ниту пак имаат кусо паметење. Ова е лекцијата што треба да ја научат политичарите кои што ја бараат нивната доверба.